Гостивар ќе добие атрактивен спортско-рекреативен центар покрај Вардар. Работите за изградба се веќе отпочнати. Градежната механизација најпрво го уредува и подготвува теренот, а потоа ќе се пристапи и на вметнување на елементите. Освен вообичаената урбана опрема во шеталиште како клупи, корпи за отпад, канделабри, предвидени се специјални патеки за стари и лица со посебни потреби, вештачки карпи за качување, други реквизити за вежбање и слично. Центарот ќе се протега на кеот од малиот до големиот мост во должина од скоро половина километар. Како ќе изгледа може да се види од фотографиите на проектантите. Инвестицијата е на општина Гостивар во рамки на проектот Јакнење на општинските совети, што го спроведе UNDP со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Како општина Гостивар ние аплициравме во тој проект, но декември ние обезбедивме по форумите на заедницата која се одржава во општина Гостивар, успеавме да овој проект се вметне меѓу приоритетните за граѓаните на општина Гостивар. Ќе се обезбеди за стари лица, за изнемоштени лица, некои хортикултурно уредување, урбана опрема, нормално улично осветлување се има, јавно осветлување на целиот овој дел на градот. И ова е меѓу најголемите капитални инвестиции на општина Гостивар. Работите за изградба на центарот се одолговлечени поради изборите и состојбата со короната, но проценка на надлежните е дека комплетно ќе завршат на есен. Целиот проект требаше да се заврши кон крајот на август, но поради состојбите кои ги имаме со коронавирусот и состојбата со изборите кои го имавме, нормално сега можеби до крајот на септември ќе завршат целиот овој проект. Верувам дека ќе биде меѓу најдобрите проекти на општина Гостивар за оваа година и меѓу успешните проекти на општина Гостивар. Реализацијата на овој проект, кој сигурно ќе ги израдува гостиварци, чини 250.000 евра. 50.000 се обезбедени од Швајцарската агенција за развој, додека 200.000 од буџетот на општина Гостивар.